ovde imаме една мерка или мерки кои всушност не се консултирани со стопанството, него се носат на ниво на владите. Очигледно дека не се работи за некои мерки кои се во рамките на ЦЕФТА, него се работи за мерки кои се билатерални од страна на Република Косово кон Република Македонија, за разлика од нашата мерка што беше мерка во рамките на ЦЕФТА договорот, бидејќи ЦЕФТА договорот е подпишан од умник, а не од Република Косово, така да Република Косово може на некој начин да се игра кога е потребно мерката да биде покриена со ЦЕФТА, се повикуваат на ЦЕФТА, кога е тоа вон секој контекст од ЦЕФТА, тога викаат дека мерката е од страна на Република Косово. Очигледно дека трговските војни не водат кон решенија што значат подем и развој. Ние денеска, по некоја случајност, во Скопје имаме презентација на стратегија за Југоисточна Европа 2020, која прави регионален, односно Совет за регионална соработка со седиште од Сараево. Значи, ова стратегија зборува за регион до 2020 година и правци на неговиот развој. Трговските војни сигурно не се дел од оваа стратегија и се поставува прашање дали е таа стратегија преамбициозна за нашиот регион, односно дали е наш регион зрел за да тргне во некој долгорочен развој, што ќе значи и интеграција во Европска унија. За да кажете колкава е штета, треба да направите согледување анкета. Ова мерка е од вчера, всушност во функција. Ова мерка не била пријавена во ЦЕФТА секретаријатот, Сабајле комуницира со ЦЕФТА секретаријатот пред Брисел, што уште еднаш потврдува дека мерка е третират како билатерална, значи мерка на Република Косово кон Република Македонија. Компании веќе испратија писмо, имаме од Витаминка, имаме од Европа, имаме од уште неколку компании и сигурно е дека ово прашање е прашање во кој мора да биде вклучена и бизнес заедница и дека таа мора да се побара соработка со владата и од една и од друга страна да се надмине овој проблем. Што се однесува до формирање на нови на пазар со нови играчи во Косово, тоа е сосема нормално, бидејќи Хрватска е излезена од ЦЕФТА, Косово нема договор за стабилизација и асоциација со Европска унија, значи нема договор за слободна трговија со Европска унија во смисла на извоз. Освен тоа, Косово е односно доби зелено светло да се склучи такова спогодба, тоа значи дека она може да има и некоја друга иднина во однос на Европска унија, од аспект на слободна трговија. Таа има веќе голем број на турските бизнесмени, бидејќи има склучено договор за слободна трговија со Турција, така да сигурно е дека доаѓа до прераспределба на да кажем, трговските сили во регионот. Тоа е многу чувствителна проблематика и мислам дека без оглед што кај нас од наша страна доминира извоз, мислам дека Косово исто така и косовски бизнесмени ќе изгубат со овие така да кажем напречат садхок донесени мерки. Сигурно е дека ние ќе имаме реакции и можеби ќе има и заедничка реакција на двата претседатели на коморите.